Години наназад едно просечно македонско семејство се поретко може да се овозможи годишен летен одмор. Летните одмори, иако се потреба, станаа луксус за најголем дел од граѓаните. Високите цени во туристичките центри во државата и странство од една страна и нискиот стандард од друга страна си го направија своето. Некогашните двонеделни летни одмори сега се почесто се сведуваат на еднонеделни одмори или пак викенд. Колку чини еден годишен летен одмор и дали македонскиот граѓанин, едно просечно семејство, може тоа да си го дозволи? Тоа се зависи од прохтевите на самите корисници на годишниот одмор, према буџетот, према својот джеп. Иначе може да се помине и со прилично добри скапи цени, па тогаш кошта многу, меѓутоа може секој да помине одморот, доколку знае да го распореди скромно да си помине, а не апартмани едно друго. Значи за секој джеп се наоѓаат прилики на одмор, со тоа што зависи од особите, како се навикнати. Колку чини не знам, поодамна не сум била, пензионер сум и веќе ме навасале што викамо ние болести и тоа, па повеќе таму ги трошиме пензиите. Меѓутоа, мислам дека е многу скапо и дека многу тешко може некое просечно семејство, а тоа просечно е колку да може секојдневно да ги задоволи своите потреби, дека може да издвои за годишен одмор. Иако тие годишни одмори сега се 5 дена или 7 дена. Не кога јас одав кога бев млада, па некаде 15 дена одевме на годишен одмор. Многу е тешко, многу е скапо. Нити идем на одмор, нити знаем какви се цените и не ме интересира. Ја мислим дека не може, пошто е многу скупо. За мие рачунам у август, па ќе решимо. Па тешко моментално ситуацијава како што е тешко. Колку чинат? Па многу. Цела година треба работиш за еден просечен одмор. Со нашиве плати е тешко. Скапи или ефтини одморите се потребни за релаксација, зближување на семејството, бегство од секојдневието и психичко и физичко опуштање. Сите имаат различна перцепција за тоа каде и каков е нивниот идеален одмор. Идеално е да идеш барем 10 дена годината да се опуштиш, така е за секој убав сега. Тоа. И идемо на езеро. Па ја да ви кажам, во целиот живот сум се изнаработил, ноќот го правев ден. И сега сум во пензија и мојата сопруга исто така, каде што, па да ви кажем право, на бања идеме на езеро и плюс на Црногорско море. Јас сам од Црногорско море го признавам и тоа, да видим искрен, во Цањ. Според годините мои тоа најдобро ми е во бања, моментално. А младите, сигурно дека на море, моите синови и ќерки повеќе на море сакаат. На бања, за мене на бања. Старите на бања. Летните месеци се убави сами по себе, затоа без разлика каде го поминувате одморот, редно е да уживате во секој поминат ден. Уживањето во малите нешта не чини многу, а може да ви го разубави животот. Шумски овошја, билки за чаеви, чист воздух и значително пониски температури. Ова се причините и во топлите летни месеци зимско-рекреативниот центар Попова шапка да биде привлечен за посетители и туристи. 1000 пати има поголема предност да дојде овде да седи, да летува, отколку да биде во Тетово. Долу на пример температурата 30, 35 или 40 степени, овде е 25 степени. И температурата е толку убава овдека, што е невозможно да не дојдеш, а да не се одмараш. Мора да избегаш од тие вручине, за да се спасиш, да дојдеш овде на нешто природно, убаво и да собереш боровници, боровинки, да си собереш јаготки, што тоа поубаво. На воздух, на седење и така да е нешто да се собере за чај, вреде чиста тревата, за чај е убаво. Пат сум на ова место летно време и воодушевена сум, значи од се и од природата и од воздух се не привлекува. Што е привлечно, само што се симнавме од автобус, почувствувавме воздух, како што е прилажно. Тоа е преубаво нешто, што ние
За разлика од Скопје овдека, нешто одма воздухот си го почувствувавме сосема, поинаку се диши, поинаку се гледа какво е небото, прозирно, без частичка прашина, без ништо, што е тоа убавина природа. Чистота. Немам зборови, чист воздух, ја дојдеш да уживаш. Добро, да, има тие, речите го, мајчина душица, има едно друго. И поќе да излезеш на воздухот. Раководството на центарот вели дека освен за дневни излети, по повеќе дена престојуваат планинари кои одат да ги освојуваат врвовите на Шарпланина, како и посетители кои на Попова шапка учествуваат на семинари и обуки. Најмногу доаѓаат луѓе од поранешните југословенски републики, но и од државите на Европската унија. Сега задниот време, задни 15 дена имаме гости од бивша Југославија, имаше качување на Тито врв, имаме сега наговестување од Словенија една група, имаме од Босна, сега на мејл добивме од Германија, така се надаме дека овој период ќе биде добар. Изминатиот период со поставување на асфалт беа санирани и оштетените патишта низ центарот. Долго најавуваниот комплекс од 2 ресторани под заедничко име Електра Гарден во Барвеница веќе на големо ги организира семејните свечености на тетовци. Со капацитетот над 500 гости, салата за свадби представува една од најдобрите во Македонија, специјално дизајнирана да одговори на сечи и барања. Отворениот ресторан пак има место за 180 гости и е идеален за помали прослави, како веридби, крштевки, родендени. Просторот е доста голем, има доволно содржини, поготово за фамилиарни посети, каде што сите може да се го најдат своето место. Имаме затворен ресторан поголем за поголеми свечености, за свадби и други манифестации. Имаме отворен ресторан кој што работи секој ден од 9 до 01, значи согласно работното време. Како што гледате, има содржини доста, може да се направи и прошетка. Надвор сме од населено место, близко до градот и нудиме имаме добра понуда во кујната, имаме многу добри услови за тоа да го понудиме. Све во све, ги каниме сите гости да дојдат и да видат како е Електра Гарден сега. Комплексот Електра Гарден е обкружен со зеленило и летниковци, а се наоѓа на локација која овозможува пријатен престој на пониски температури. Амбиентот го надополнуваат 2 езерца со фонтани. Местото е мирно, многу е близко до градот и на прв поглед изгледа дека е во населено место во Брвеница, али е така издвоено, како што гледате овде е свено околу воќнак. Мирот е број 1. Второ е понудата наша што ја нудиме. Знаете дека Електра постои подолго време, имаме доста традиција, имаме многу добра понуда од аспект на кујна. Располагаат со најсовремена опрема, кујни по сите европски стандарди, богато мени, вкусна храна и поволни цени. Работат секој ден од 10 до 24 часот. Четири млади земјоделци од Тетовско кои се обратиле до Агенцијата за потекнување и развој на земјоделието регионален центар Тетово ќе добијат парична помош од државата за обавување на земјоделска дејност. Оваа мирка е за млади земјоделци до 40 години кои се стимулираат да работат во земјоделието, а истата беше објавена во програмата за рурален развој во месец март. Сите овие што тука кај нас се обратија и на кои што ние им помогнаме во подготовка на документацијата се млади земјоделци кои што или превзеле или воспоставиле ново земјоделско стопанство и средствата ќе ги наменат за набавка на механизација. Претежно се трактори, може да има приколки и друга механизација која што им е неопходна. Значи, претежно за механизација. До 600.000 денара по корисник, по барат.
Тоа се неповратни средства, но реков тие мора да бидат преку деловен план докажани и едноставно Агенцијата за финансиска подршка да има со усвојување на тој деловен план и тие се обврзани во наредните 5 години, односно во наредните 3 години спрема планот да постапуваат спрема планот. За идните баратели кои сакаат да аплицираат во наредните повици за оваа мирка можат да конкурираат како млади земјоделци по два основа. Да воспостават ново земјоделско стопанство, тоа значи ако примерно некој млад земјоделец се одвои од семејството и формира ново семејство со своји капацитети, се регистрира во подрачната единица во Министерството за земјоделие како земјоделец. Од тој ден на регистрација 18 месеца максимум треба да поминат и во тој рок ако има јавен повик може да конкурираат. Доколку поминат 18 месеци, после тоа не може да конкурираат. Истовремено можат по друг основ, например родителот бил носител на земјоделското стопанство и сега родителот не сака да се занимава со земјоделие, едноставно се повлекува и му го предава земјоделското стопанство на еден од синовите или синот кој што сака да се занимава со земјоделие. Тоа значи превземање на земјоделското стопанство и од тој ден кога во регистарот на Министерството ќе фигурира веќе како носител на земјоделско стопанство младиот земјоделец, исто така му течат 18 месеца во кој период може да конкурира по оваа мерка. Друг услов што се барат и што треба да знаат младите земјоделци, значи тие се покрај што е староста со денот на поднесувањето на барањето не смеат да имаат повеќе од 40 години, треба да имаат и завршено средно образование од земјоделска дејност. Но тоа не значи дека другите не може да конкурираат, но доколку имаат несоодветно средно образование, тие можат по пат на обука да добија сертификат со посета на јавна установа за образование на возрастни, каде што ќе добија сертификат за занимавање со земјоделска дејност. И третата можност, доколку и тоа не може да го остварат во тој период, тие во деловниот план, кој што треба да го изработат, дали сами или со наша подршка, треба да внесат и да воведат дека во текот на реализација на програмата ќе посетат обука за добивање на знаење за земјоделска дејност, што значи треба да го тоа објаснат во деловниот план. Таквите услови мора да ги исполнат за да можат да ги искористат овие средства, затоа што еве сега ми се појави тука баш проблем во овие апликати што беа по овој јавен повик аплицираја, одреден број на млади земјоделци нема соодветно образование средно, да речеме, за земјоделска дејност, немаја сертификат, сака да посетат обука, но се јавува проблем, нема јавна установа која што може да направи таква обука. И сега во овој период додека тие достават барање за средствата да им се исплатат, ако не најдат таква установа, можат и да бидат одбиени. Настојуваме и бараме преку институциите да некоја од овие, како што се универзитети, работнички универзитети или земјоделски училишта, да отворат такви курсеви за да може да младите земјоделци да ги посетат овие курсеви и да едноставно се стекнат со вакви сертификати. Според Петрески, за разлика од минатите години, оваа година на територијата на цела Македонија имало голем број на поднесени барања. Во она што и ние слушаме, значи околу 130, биле поднесени околу 200 барања, од кои околу 130 били одобрени. Затоа што и тука е се зависно од самата мерка колку се определени средства, а максимално секој од младите земјоделци што поднеле барање може да добие до 6.000 денара,
прифатливи трошоци за она што сака да набави, а тоа се докажува преку изработка на еден деловен план за 3 години, преку кој деловен план треба да на Агенцијата за финансиска поддршка даде приходи и расходи во планот од тие 3 години, што и за кои намени ќе бидат потрошени тие средства. На годинишниот прв јавен повик од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, кој траеше од 28 февруари до 31 март годинава, за мерката 112 помош на млади земјоделци за почнување со земјоделска дејност, беа доставени 198 барања. Ако Грција излезе од еврозоната, тоа може да има влијание на трговската размена меѓу Македонија и јужниот сосед, но ако го задржи еврото и покрај проблемите, трговијата би требало да се одвива со сегашната динамика, вели извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Грчките производи ќе бидат поевтини за да се пласираат на пазарот. Тоа значи дека постои можност за поголем пласман на грчки производи кои би биле поевтини нели во Македонија, меѓутоа од друга страна пак и увозот за Грција во оваа констелација ќе поскапи, така да тоа е и некоја можност и за македонските компании, значи во колку одредени производи од Европската Унија сега веќе ќе бидат скапи како производи за увоз во Грција, тогаш може и одредени наши производи да бидат конкурентни, односно поевтини, кои би можеле да се пласираат на грчкиот пазар. Значи, минатата година некде околу 894 милиони долари беше трговската размена помеѓу Македонија и Грција, каде што трговскиот дефицит, значи со Грција имаме негативен трговски биланс, значи нашиот извоз беше 227 милиони долари, а увозот од Грција 667 милиони долари, значи имаме дефицит од околу 440 милиони. Према податоците од Заводот за статистика, во првиот квартал негде размената е 151 милион во двата правци и тоа е помалку споредено со првиот квартал од минатата година. Ќе видиме како ќе се одвива надворешно трговската размена со Грција, меѓутоа тоа ниво околу 700-800 милиони, па еве и до 900 милиони некоја година, традиционално го имаме како трговска размена. Промената на валутите или излегувањето од еврозоната за Македонија, за нас како економија, гледано пошироко од европски аспект, па и не е така добро. Каква поука треба да извлече Македонија од грчките грешки со задолжувањата, имајќи в предвид дека последните податоци покажуваат оти земјава е задолжена во странство со 6 милиарди евра? Сега ние се движиме во одредена граница која е поднослива, оперативна. Добро е да не се задолжуваме и понатака, да го држиме ова ниво на долг, за да можеме редовно да го сервисираме, што како држава го имаме и докажано со сега пред се со превремено враќање на нашиот долг од преостанатите рати за 1,5 година порано према Меѓународниот монетарен фонд. Предходно имавме враќање на долгови и према лондонскиот и према парискиот клуб и не случајно сме во категорија на ББ+, значи земја со стабилна економија која може да си ги сервисира своите обврски. Тоа е искуството кое ние треба да го имаме во предвид, значи колку што може да заработиме, толку и да потрошиме. Денес имавме сончево време, попладне со умерена локална облачност.
Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 15 до 21, а дневните од 22 до 33 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува претежно сончево и многу топло време со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 17 до 22, а дневните од 23 до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 8.